Морам да признам дека во емисијата Возање со Вучич Стефан има навистина добри гости. Па многу добро. Многу е точно и ние сме секогаш тука насмејани да ве пречекаме и со нови прилози Така и ведри и да не дожиме многу еве што ќе гледате денес. Во ексклузив ќе гледате. Занив вела дека се македонските бекамови. Деспина го издаде гача дека наши познати пејачки му праќаат експлицитни фотографии. Таа е најбараната манекенка во моментот. Ексклузив во папарацо лов по атрактивната Бојана Нушкова. Од забава до бизнис, ви ги откриваме најплатените инфлуенсери во Македонија. Гледајте ексклузив денеска во 18:15 часот на 1 ТВ. Верувам дека сте подготвени за ексклузив, па и денешното издание го започнуваме со голманот на најтроферниот клуб Вардар Филип Гачевски. Тој беше дел од тимот на Вардар кога пред 2 години направија историски успех и се пласира во Лигата на Европа. Зборуваме за фудбал, но денеска нема да биде така, туку ќе зборуваме за нешто друго. Ексклузив имаше интервју со него и со неговата сакана Деспина, каде за нашата камера споделија детали од нивната љубовна приказна, но и дознавме ексклузивна кај нас Нормално. кои македонски познати пејачки му праќале експлицитни фотографии на голманот. Ајде да видиме. Љубовта поместува граници. За неа се пишуваат романи, песни, поезии и дури успева да го спои и неспоивото. За оваа љубовна приказна се пишуваше и по медиумите. Тој е голман на најдобриот македонски клуб Вардар, додека таа несудена манекенка сега е ТВ презентерка. Доза љубов со Филип Гачевски и Деспина Царава. Се запознавме пред 4 години. Тој во тоа време играше во фудбалскиот клуб Брегалница во Штип. Јас работев во една регионална телевизија. Морам да признавам дека најпрвен го видов на една фотографија на Facebook, веднаш ми се допадна. Отидов на утакмица каде што играше Брегалница, му направи лажно интервју и на тој начин стапивме во контакт. Ајде, знам дека сигурно ги интересира, ти си најверојатно махра во сето ова, како изгледа тоа лажно интервју? Па мене спортот не ме интересира, не сум знаела ни што да го прашам, само знам дека со колегата се симнавме доле на теренот после утакмицата, му поставив неколку прашања, потоа тој ме побара на Facebook, да се најдеме, да видиме што и како со материјалот. Јас му кажав нема материјалот не знам како е избришен. И потоа излеговме на вечера и така продолжи. Нека се добра. Филип, успеа ли ова финта, да кажеме, од Деспин? Па да ти кажем искрено, успееше. Успеле. Со што те освои? Со што ме усвои? На прв поглед се залюби. Филип Гачевски важи за атрактивен дечко по кој лудуваат девојките, но покрај успешно градење кариера, колку е потребно да има убава девојка до себе. Да вам кажам искрено, потребно е. Мене, например, лично Деспина многу ми е помагнала во моја кариера, затоа што е женска, што ме сваќа каква работа ме чека. И плюс, јас сум голман, што треба да бидем највеќе сконцентриран од сите играчи на терен и Деспина ми е тотална поддршка, барам до сега и одлично функционираме. Дали присуствува на сите надпревари? Да. Како се носи Филип со обожавателките? Лесно. Сега, па да вам кажам искрено, Се борили Деспина? боре се исто и она. Деспина? Да, јас ќе кажам. Па за сега добро се борам со целата таа ситуација, со неговата популарност. Ќе откриеме на работа, значи тој има многу обожавателки. Но чудно е што не му пишуваат на месенџер, не му пишуваат, пример, ете Инстаграм нема, меѓутоа на Facebook би му пишале, му наоѓаат број и му пишуваат на Viber. Му праќаат фотографии, да, му праќаат експлицитни фотографии и еве сега ќе кажеме на ексклузива има многу познати личности. На вистина откри. Значи нема да ги откријам кои се, меѓутоа доколку би ги открила би имале многу работа. Дали станува збор за пејачки? Има и пејачки, да. 25 годишната Деспина Царава се чини е вистинска инспекторка, но години наназад се занимавала со манекенството, каде во 2013-та излезе како победничка на изборот Мис Бикини, но потоа патот ја одвел кон водителските води. Причината мислам дека сите ја знаат, модата во Македонија на која ниво е.
И сметам дека не треба да си го губам времето на таа работа, па ќе видиме понатаму. Јас сум дипломиран правник. Завршив право при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Минатата година положив и правосуден испит. Ми преостанува уште одбрана на магистерски труд и тоа на тема кривично-правни аспекти на насилството на стадионите. Ете, темата е поврзана со него. Така што се надам на добра работа. Дали е вистина дека Филип има влијание врз твојата одлука веќе да не работиш со моделство? Не, апсолутно не. Вториот договор на Филип Гачевски со Вардар завршува наредната година. Какви се плановите на македонскиот голман? Сега ми е 4-та сезона во Вардар и морам да кажам за тај клуб се нај, затоа што секој фудбалер сака да игра за Вардар и нормално Вардар е најголем клуб во Македонија и многу сум среќен што сум тука. Двајцата во чекор градење на успешна кариера. Колку што се различни, само љубовта може да ги сплоти. А кога неа ја има, животот е уште поубав. Кога скролате по Инстаграм, знам дека забележувате многубројни и разноразни профили кои себе се декларираат како инстаграмџики, инфлуенсери, познати личности, а некои од нив и тоа добро заработуваат. Убаво кажам, Нина, јас само сакам да кажам дека на Нина од секогаш е било тоа желба да стане модна блогерка, да објавува на Инстаграм, цело време работи не тоа вистина, не збори модата. така. Ти сега се смееш, ме гледаш во камера и гледачите ќе ти замерат. Се гледам во камера. Спомена дека се заработува многу добро од оваа работа, но во Македонија па баш и не е така. Ќе кажам дека можеби е тоа ради малиот пазар или можеби фирмите не сака да инвестираат во таков начин, но има и неколку што и добро живеат. Нина се уште не е, но еве се надеваме дека ќе биде. Хајде да видиме. Бидејќи ти заработуваш, може да погледнам. Хајде. Oh my God. What up? Oh my God. Thank you so much for doing this. I'm like, guys, cancel everything. Alicia's coming over today. I can't believe I'm on your channel. What? Literally, I've been watching you forever. Зборот или значењето инфлуенсер до пред некоја година беше апсолутно непознат во нашата земја. Точната дефиниција за оваа професија, ако може така да се нарече, е различна. Секој си ја сваќа и разбира на свој начин, но ние нема да навлегуваме во тоа. На социјалните мрежи низ светот има многу инфлуенсери кои секојдневно објавуваат различни постови со некаква си намера. Некој тоа го прави од забава, а некој пак многу добро заработува. Се разбира, оваа професија полека но сигурно се развива и во нашата земја. Ние направивме листа на најплатени инфлуенсерки и се разбира, на првото место е кој друг ако не туку Лила Филиповска. Таа е дефинитивно една од највлијателните инфлуенсерки, а на своите страници на социјалните мрежи брои преку 300.000 обожаватели. Оваа забава на Филиповска месечно или ако сакате годишно и носи значителна заработка. Таа преку нејзините профили речиси секојдневно рекламира разноразни производи на облека, накид и што ли уште не. Во оваа категорија ќе ја ставиме и Ина Многофина, девојката која веќе неколку години е најкликаниот Facebook профил во нашата земја. Нејзиниот лик се уште не го знае никој, но со своите објави таа успеа да привлече огромен број на фанови, а со тоа и да ги намами компаниите да се рекламираат на нејзината страница. Одлично заработува и струмичанката Љупка Митрова. Исто таа како и Лила и Ина Многофина, честопати на својот профил на Инстаграм рекламира брендови за облека, чевли, накид и слично. Нејзиниот профил на Инстаграм брои околу 100.000 обожаватели, што за земја како нашата, и тоа како е повеќе од одлична бројка. Инфлуенсерка во подем е дефинитивно и атрактивната Калтрина Балаш, или позната како Скопската Барбика. Физичкиот изглед и донесе огромен број на следбеници, а со тоа нејзиниот профил стана атрактивен за компаниите и поради тоа честопати може да видиме како Калтрина споделува постови со комерцијална содржина. Сигурен дека ќе се согласите во овој момент со мене и ќе бидам во права ако кажам дека на вистина има потенцијал, Нина, не гледа натаму, значи ти има потенцијал да стане на вистинска блогерка. Ти благодарам, ако мислиш дека можам, тогаш сигурно ќе можеш. На добар пат си. Ќе гледам по твоите стапки ќе одам. Освен тоа, јас ќе ја пофалам Нина и можам да кажам дека може да стане и таен агент. Секогаш
на вистинско место, во вистинско време, за да види каде се нашите познати личности, дали станува збор за председатели, спортисти, актери, манекенки. Сега ќе знаете зошто вела манекенки. Па и не е многу едноставно да ти кажам искрено да фатиш некој од познатите низ градот, но ете ја имавме среќата да ја фатиме манекенката Бојана Нушкова, каде што крајниот резултат ќе го видите во наредните неколку минути. Вчера додека шетавме низ градов, хидрометеоролозите ги слушнав на радио, кажаа температура до 22 степен. Не најавија дека ќе побудали времево, но ете, мислам, кој ќе видели тоа во март? Некој може болен да заврши, но чекајте другари, не и Бојана Нушкова. Да се разбереме. Другаркава нејзина па да кажеме дека солидно 4 се облекла, но Бојана некако ми изгледа дека лошо спиела. Зошто јакна, згодно девојче? Да видиме месо малку, може? Така бе, Бојанче, витамин Д. Господ да те види. Добро е и за твојата кожа, која, сјае. И тоа колку сјае. Добра риба? Не, малку е тоа. Одлична. Каде заменавте, цури? Да видевме барем уште малку? Зумирај, пријател, ќе ни избега. Како тргнале, и ги снема. Да исплакнеме очи, зашто ги имаме. Избега. Треба да знаат дека не треба да се игра со ексклузив. Новинари од прва класа. Сек да имаме контакти. Па и да немаме, абе под камен ке ве најдеме. Под камен. Дечко во машала се опуштил. Види го ти. Овде изгледа сите се опуштени. Ете го Бојанчето, го фативме со згодно момче. Машала. Се возбуди снимателов. Трчи, бебо, трчи, да ја снимеме уште малку. Мјау! Бојанче, Бојанче, па ти сакаш да умреме сите? Ајде сега, ајде. Едното рамо, така, полека. Така е, Бојанче. Па другото. Чоколада, бебо, кажи. Снимај. Бојанче бе, благата хикардија. Излези гордост наша македонска. Да, ме побудалуваш, Бојанче. Толу, таму повеќе да се задржиш, значи сакам вака. Да гледаш во мене кога го правиш тоа. Црскуш. Здраво е да се вежбам.
Како да не се смеам после ова? Нинче, алал да ти е. Си поплакав. Ту, таа вратата таманда се затвори. Добро, Срцкуш, сега- браво, Срцкуш. Ти А благодарам. вака што седна од мене подалеку, лута да не си. Не може, некако не ми одговараш денеска. Браво. Во денешното издание на Ексклузив се продолжуваме со предвидените содржини Стефан и следно да се смеам, чекай. смееш си. Види, можеш ти да се смееш цела емисија. Добре. Слободно тоа ти е дозволено. Престан. Меѓутоа, денес имаме следен прилог кој што верувам дека ќе ви долови многу повеќе работи за она кое што нашата екипа беше присутна во Битола, беше и во Охрид, снимаше неколку содржини, меѓутоа носиме ново интервју токму од Битола. Ви кажа сега, да, носиме ново интервју од Битола со кој друг како не со Анета Молика. Таму не беше нашата Нина да пијат кафе и да си викаат Срцкуш, туку беше Зоки. Анета и пееше една француска песна и хит. Анета, ти благодарам што не прими во твојот преубав дом во Битола. Дали ова прва телевизија што снимала каде тебе дома? Пред се добро ми дојдовте. Вратите мои се секогаш отворени за сите мои пријатели, за медиумите. Значи нема нешто што да се скрие. Биле и значи и други биле во мојот дом. Чија е идејата за интериорот на трет твоја? Па и моја и на сопругот, на Џими, со тоа што патуваме многу, значи Америка, Австралија, Канада, од секаде примавме, крадевме по некоја идеја. Да. Не сликавме, меѓутоа ете, со самото шетање гледавме како е нешто што ќе ни се допаднеше, го има некоја украдена идеја од нашинците во Австралија, во Америка, во Канада. Така да прекрасно се осеќаме во новиот дом. Убаво ни е, пријатно, едно топло катче каде што го поминуваме нашето слободно време. Колку е голема куќа? Еден спрат е 330. А има 23? 4. 4, Да. Значи има тука простор за, не знам, 10 фамилии. Точно така. Ти си повеќе од 25 години на естрада. Да. Од кога знам за себе. Те подсетив, ама ти се заборавила во едно интервју Цеца на Гран да рече дека пред неколку години дека се славеот на Македонија. Дали ти го мислиш тоа? Не можам јас да го мислам тоа. Значи секој си има своји квалитети, секој си е посебен на свој начин. Публиката е таа што треба да го каже тоа, а значи досегашната работа го кажува тоа, значи самата публика, нашите настапи секаде низ светот и тука во Македонија го кажуваат тоа. Меѓутоа јас никогаш за мене нема да кажам дека сум најдобра, има и подобри од мене. Комуницираш ли со Гавазова, со Велевска, со Татјана Лазаревска? Со сите комуницирам, со сите сум во добри односи. Со Татјана Лазаревска, кога ќе одиме сега за Австралија, да, тоа е неизбежно, значи се дружиме до максимум. Дали ке согласиш со мене дека во твојата кариера, ја рековме 25 години, никогаш не направи некој скандал, ниту се разболе, ниту покажа деколте и покажа долна облека, а успеа? Дали мислиш дека тоа е така? Дали сум во право? Да, точно. Значи, апсолутно си во право. Секогаш гледам да постигнам нешто со тоа што го поседувам, тоа што ми е дар од Господ, а тоа ми е гласот. Да. Немам потреба да се слекувам, да покажувам деколте или било што, значи немам никаква потреба. Таква сум и по природа, значи не е тоа нешто намерно што сакам да го правам. Така сум воспитана, така сум одрастена, така да се што постигнувам со моите квалитети. Добро. Ние ќе ставиме се да си го спиме кафе да рад, но ме би тоа нема, а те оставам, ако не ми искаш нешто, тоа ти го знаеш најдобро. Со оглед на тоа дека сум уморна и многу е рано за мене ова време, ќе се потрудам нешто. Синоќ имавме... Клаве или сакаш тука? Јас не знам да свирам. А, не знаеш? Не. Може джибите ли? Не. Па... Нема да го видим.
Нема да го убедим, не сака да многу да се... Па добро, може и вака и на сувоса, ако има некој кикс, јас се извинувам. Јас ја пееше многу француската песна, многу ми се свиѓа. Ако може би било супер. Да, не твој избор. Ајде еден дел малку. Да. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que si tout s'appellas, les amours aussi passent. Il faut que tu saches. Ете, видовте, се потврдува тоа што го кажав, на вистина Анета пее одлично, иако ништо не разбрав од песната. Продолжуваме сега со музика, како за крај на оваа емисија, имаме нашата популарна топ 5 листа. Предлог на неделата, оваа недела е Таско со неговиот најнов хит Ало. Се чини дека Стефан им е пиар, така што можеме да погледнеме веднаш. Не сум пиар, другар сум. Ајде. Исто е. Топ листа со најдобрите македонски поп песни на 1ТВ. Вие гласавте, а ова се резултатите. Место број 5. ДНК, кога би знаела се. Кога би знаела се, кога би знаела се, кога би знаела се, што мислам за тебе. Еј, кога би знаела се, кога би знаела се. Место број 4. Валери, само ти. Само ти, само ти, ти до мене остани. Ти ми требаш. Предлог за оваа недела. Таско, Ало. Секад имам добар вајб, луѓе пуна е со тим. На мене се е мек, сега довар со мојот тим. Пока смирно побеđim, candy face, имам стил. Ако не збориш за пари, значи дека нема. Место број 3. Васил Ангелов, музика. Та возбуда во мене никако не забира. Место број 2. Тамара Тодевска и Гурухаре, Љубов. Цели се што имам тебе ти давам. Место број 1. Оваа недела на шампионската позиција. Дупер, ние сме два. Продолжете да гласате на нашата фан страна на Facebook со испраќање порака во нашето сандаче. И изберете го најдоброто од нашата поп сцена. На кирилица подобро звучи. Имаме новитети на македонската топ 5 листа, тоа значи дека треба да бидете брзи, да гласате и да го донесете вашиот фаворит, да биде на место број 1. Верувам дека Стефан си го има веќе, на предлог се наоѓа, сигурно ќе стигне прво. Од каде сакаш да почне? Ќе почне од пето, четврто, трето, второ, па прво. Сега ти си пиар на нашата топ 5 листа, ти ќе го промениш тоа. Јас сум пиар. Само за нив збори. Нашата публика гласа, Стефан. Само за нив збори цело време. Урбан Рекордс не излагаат од глава, па сега се вади малку пред вас. Демек јас сум бил пиар. Така е, така е. Останете со програмата на 1ТВ, следува Сергеј Варошлија и неговите минути за мода. Се гледаме утре. Чао. Чао.